Ало, скакање што јаже со јаже, не без јаже. Земи го јаже бе. Да бе. Не бе, ја така го си се вакво си се загревам. Стивче, немој да се сафркаваш. Спортскава недела европска помина, ние многу не се покажавме кондицијски, да ти кажам наискрено, да знаеш. Ич, цело лето само во вода, баб на душек. Од на душек, баб во ресторанче, опа бато, късни си плашице, късни си нешто и после неојде работава, кондиција нигде. Абе добро бе, па мрткавме вака у водата кој ќе влеземе на уна канео. Рацете, нозете, рацете, и тоа е некоја вежба. Ево помина и Скопскиот маратон, не последни сат време, после последниот бевме, да ти кажам право. Ти арно заврши. Да ти кај беше, позади мене беше. А ја мислам дека имам некоја кондиција. Зашто жана моја само ми вика, ај трчни земи нешто, трчни земи тоалетна, трчни земи ова, трчни оди до на банка. Каква кондиција и ништо не сум бил спремен, ама затоа се мора да се направиме Херкулес. Да те стрезе, ја те пазев од позади бе, затоа бев последен. Јас секој само еле трчам. Ти трчкаш околу зграда. Да. Води бе, не ме По мафтај. 5 круга, ако не и 10. Да се гледа дека си во една таква трчачка кондиција и форма, да. Може ја не сум у кондиција и у форма, ама што знае кондиција за страв бе? Ја знаеш ова што е комшиката на Пети Спрат? А она што е на... Не таа, Каршине. А, таа нејавно. Таа има, мате стрезо, едно куче, абе тоа не е куче, тоа е куче лав, да те фати страв. И? Шо и бе, секој сабајле ми се пушта, само што ќе излезам од зградата ми се пушта по 10 круга бегам околу зградата и после вам кафе да пием. Магар е тоа. Дај да видам. Ај, имаш да ми го покажеш? Го сликав бе. Зашто си го сликал кучето Го пријавам полиција за што го сликав. Дај да видам. Мајко му. Уляля! Ја. Стефан, мусио Стефан! Ова многу срашен лав! Ова француско пудла! Ова не лав! Ова голем тигар! И то дај да нема врска, добро. Те од малечки ме пудлички тој се. Абе оди бегај таму бе. Тебе ти се пушти да видиш дали од малечките пудли. Абе ајде ваму идај со мене ти да потрчаме. Хајде. Баш кај мене, кога мал ми има пудли цапнато, знаеш ти дека не пуштаат. Само што ќе излезам одма вака, у низок старт ме фаќа, знаеш ли колку е брзо бе? Па те стресо? Ајде бе, идај! Ево вака, у низок старт. И таман само ќе излезам вака и го слушам. Од стартот, да ме нема. О, месије, френч пудля. Добро, мисли си ти така дека. Флеш. Мора да е флеш. Кој? Флеш. Флеш. Абе како флеш бе. Абе дај батали со тоа DC комикс и такви работи бе. Знаеш кој е? Јас ќе ти кажам кој е. Ова е наше дете Стевче. Наше дете македонско. Свет. Ове ама наше. И стварно е брз како флеш. И гордо ги носи нашите бои низ цела Европа. Сакаш да те запознам со првиот македонец на Скопски маратон? Балкански рекордер. Дарио Ивановски. Дарио ли ке ми каже, ни мене. Јас сум пораснат со Дарио бе, бате стрезо. На улица, знаеш како сум го минал? Тука имаме еден момент, само сакам да те поправам. Кажи. Значи, јас сум балкански првак, а не балкански рекордер. Но наскоро може да биде и балкански рекордер. И балкански, абе, ништо не знам. Ништо не знам. Ја ти кога бевме мали, знаеш колку утицав Дарио? Само ќе почнеме, дури и фора му давам, му викам, оди ти прв, викам, па ја ќе доам после. Сум го прелетел. Ајде да видам. Што да видиш? Ајде да видам, дај. Ајде, Ајде нема па да се тргам. Ајде да видам дали така ќе го поминиш. Добро, сега сум иста форма кој што бев порано. Ајде да те видам. На трика што се договори. На трико и секојаш кога деца кој пред. Да, исто. Ајде да видам. Тренди покојсно малку. 3, 2, 2, 1, старт!
што правиш? Го чекам Стефан. А каде е? Каде е? Да мисли Стефан му се силеше на Дарио. Ево го Дарио. Дека можел да го наптрчат. Ама тешко де та работа. Истиот Дарио го чекаме. Здраво. Здраво, како сте? Одлично, како носител на сите државни рекорди над 1500 метри до маратон, Од 1500 метри до маратон. веројатно Стефан ти е шега? Па Стефан почнавме да се тркаме, му дадов предност, но некако го загубив од поглед. Не знам сега дали да тргнам уште еден круг да го барам или да се вратам позади. Не се секирајте, јас ќе го побарам. Може. Веројатно таква ти е ситуацијата и со сите оние со кои што се надпреваруваш на маратоните и трките, затоа што твоите резултати се оние кои што ги надминаа одамна поставените македонски рекорди, веќе те бројуваат во некаков атлетски врв. Па така е. Сега за сега можам да кажам дека сум државен рекордер во 9 различни атлетски дисциплини. Секако у светот има доста многу и кои се подобри од мене. Можам секако да ги кажам и момците од Африка кои ни доаѓаат на Скопскиот маратон, кои имаат победеност. Сега не е разликата како јас и Стефан, но сепак сме добри. Рекордите кои што ги носиш, прво се постари од тебе, второ се национални рекорди, а трето те бројуваат во некој атлетски врв. Така е, последниот маратон кој што го соборив беше на 5000 метри. Као што се сеќавам, тој е постар од 40 години. Значи тој е скоро колку годините на татко ми. Така е, во Македонија сега за сега немам конкуренција и сум државен рекордер од 1500 метри па се до маратон. Најомилена дисциплина која што сакам да продолжам понатаму со спортот и да ги соборувам границите, каде што верувам дека можам уште посилно да истрчам, тоа е токму така маратонот. Добро, што значи тоа? 42 километри за колку трчаш? 42 км и 195 метри, таа е дистанцата на маратонот. Ја трчам за 2 часа и 18 минути и 12 секунди. Што значи да се тренира за маратони, што значи да се тренира за покуси дистанци? Воглавно, иако е трчање, но сепак е многу различно. Кога ќе се спремам за маратон, буквално живеам само за маратон. Значи се будам со помислата дека трчам маратон. Се исхранувам со помислата дека се спремам за маратон. Маратонот е една таква посебна приказна, што кога ќе го истрчаш можеш за истиот маратон да напишеш цела книга. Во тие 42 километри што се ти поминало во глава. Иако се бориме со секунди, значи ние се бориме со секунди, не е тоа со минути или било што. Секоја секунда се трудам да го одржам пејсот, тој што ми е потребен во текот на маратонот, но сепак еден маратон толку многу мислење имаш и толку многу мисли ти пораѓаат низ глава, кај што мораш да си 100% сконцентриран. Поради добрите мисли доаѓаат и оние што ги викаме трчачки демони, каде што ако еднаш си помислиш леле нешто не е во ред со мене или пак да помислиш дека ќе застанеш самите нозе се сечат. Треба да мислиш 100% најоптимистички за самиот себе, да веруваш во моменталната спрема и да си веруваш на тренинзите кои што си ги направил претходно. Веќе мотивацијата си ја гледаш по Европа, па трчаш маратони по Европа. Кој ти е онака најомилен? Кој град ќе паметиш по кој маратон? Дефинитивно најомилен маратон што сум го истрчал секако е мојот и државен рекорд кај што го постигнав, тоа е Копенхаген. Ние трчачите, можам да кажам, сме малку чудни поради тоа што го опишуваме градот каква ни била трката. Ако трката не била успешна, градот е феноменален. Ако немаме убави спомени, каде што сме застанале на некој мост или кај што сме откажале, кај што сме истрчале слабо, тогаш некако немаме убави спомени. Така да за Копенхаген ќе кажам дека е еден од моите фаворит градови и места кај што сум истрчал маратон. Имаш некој чувство за Париз, затоа што 2024 таму се случуваат Олимписките игри, таму ќе биде официјалното твое надпреварување. Така е, верувам дека за Париз ќе го извадам максимумот и дека Македонија ќе ме гледа на Олимписките игри. Верувам и дека ќе биде тоа и со норма постигната и дека ќе си поминам во Париз. Како Дарио трча професионално на маратони и се бави со атлетика, истата страст ја има адвокаткава Сузана Јошевска-Атанасовска. Што трча, да? Скроз. Таа има освоено плюс медали не само тука од маратони, туку трча и на европски маратони, тоа е рекреативно. Менува чевли со подпетица за патики вака. Ајде носа. Појме одма. Ајде да видиме.
Ова е најбрзата адвокатка. Здраво, Сузана. Многу ми е мило што има можност да сум кај тебе во канцеларијама за еден друг муабет, затоа што се веројатно една од ретките адвокатки која што толку страстно трча на скопските маратони. Баш ми е мило што дојдовте и од секогаш сакам да разговарам за трчањето скоро исто колку што сакам за правото, така да се надевам во муабет ќе имаме. Ајде. Што нуди скопскиот маратон за еден аматер кој што трча маратони, затоа што во својата биографија, според дел од медаливе кои што се пред нас, имаш од 5 километри полумаратон, маратон истрчано, штафета. И што е она што те мами да одиш чекор понапред токму првенствено на скопскиот маратон? Па прво си дома, малце кога излезеш надвор, некако дома ти е симпатично секогаш. Например, маратонот кога го спремав, јас само еден маратон имам истрчан и тој е на скопскиот. Кога го спремав, сите што трчаат и по други градови ми велеа дека скопски да го трчаш маратонот на скопски е тешко, се третира за тежок маратон бидејќи е топол, значи тоа што температурата вообичаено е повисока, но јас сакав да сум дома. И некако сакав маратонот да биде дома истрчан, така и некако мислам дека и беше како да одадам определена почит на тоа што скопски ме тинтра мене претходните години. Често ги споредувам тие спортски настани како музички фестивал, да речеме, каде што се собираат многу луѓе, каде што енергијата се чувствува од тие многу луѓе. Каде што се разменува нешто специјално и контакти, и знаење, и типс, нели, разноразни совети во врска со трчањето. Забава има, дружба има меѓу клубовите, среќа има некако и посебен ден е, тој ден во годината е посебен. Си имате направено некаква многу интересна мапа за патување и ја врзувате со маратоните кои што се случуваат во Европа. Го практикуваме тој маратонски туризам, како го викаме. Значи, ако најдеме некој маратон кој ни е интересен, гледаме да го споиме со туристички разглед на градот и областа и некако ни се како дополнителна мотивација. Например, ако одбереме град во кој сакаме да одиме, гледаме и дали има маратон во тој град, па ај ќе го сврзаме едното со другото. Тоа се некои така интересни моменти што не поврзуваат сите дома. И тука се Виена, Лисабон, Белград, Берлин. Не, вака кажано ќе излезе дека имам некакви си не знам какви спортски резултати. Во основа мотивацијата ми е трчањето само по себе. Јас не се буткам да имам некакви не знам какви резултати. Со години стагнирам, исто со години трчам со она темпо со кое што мене ми е прикладно и тоа е за мене сосема окей. Медалите не ми значат ништо освен како еден символ кој ми дава кој некако ме мотивира кога ќе си го видам на зид дека се исполнување на некои цели, бидејќи секоја медалја значела како проект за мене. На тој датум треба да сум спремна да излезам, да истрчам и тоа да биде тоа. Која е најголемата лична придобивка која што ја имаш ти од трчањето? Јас го гледам трчањето како нешто што го гради карактерот. За мене лично најголемата придобивка е тоа што од некој кој во животот повеќе верувал во спринтови, сега повеќе верува на долги стази. Она што значи дека треба да се спремиш за некој проект и тој да трае подолго и да се посветиш на тоа, мене карактерно ми влијаеше да бидам малце по-цврста, поистрена, потрпелива, по-посветена. Не се шавари, ало? Ау! Ба те стежа, не играм ја веќе. Ау! Тоа е вака се клочи се ма. Ти се ма со клочи. Шо ма со клочи? Врати се овде. Ајде не се љути. Ти кажам на Дејан, ти те кажам. Ја ти папнем. Ја чувам налек. Чекај, како на Дејан ќе ме кажеш? Абе тај, слушај, абе тај сега не прави играчка плочка.
Здраво, Стрезе. Здраво, Анче. Кај е Стефан? Кај Стефан? Детска работа. Абе си ојдовме све договорено кој што треба да направиме карате вежби, да му покажеме на Дејан нешто што знаеме и ние од карате, тој после тоа нешто да ни поможи. Ама со Стефан На кој што ќе Абе го се покажувате? љутет, бе, се на Дејан да му покажеме карате. Се наљути дека го тепав 3-1, после тоа демек јас сум го удрил, па ќе одел на лекар, абе глупости што ја ти кажам и не идат и јас си заминав. Ај што е тој на лекар, нека оди на лекар. Туку Дејан не се занимава со карате. Тој се занимава со таеквондо. Олимписки медал ни донесе од Олимпијада во таеквондо. Среброто, ако зборуваме за тоа. Абе ќе го операм Стефче. Абе не знај детево кај е шо е. Тој мене цело време карате ми викаше. Ај, тајмаут, ќе го викнам сега Дејан да се позборуваме со него. Дејан, ова е нашата комбе, многу ти благодарам бидејќи си денеска со нас. Да, врзи се бидејќи повели од оваа страна. Стефан и Стрезо имаат голема забуна. Сметат дека ти си шампионот во карате, а не шампионот во таеквондо. Те молам за нив да им објасниш која е разликата меѓу едното и другото. Па разликата измеѓу карате и таеквондо е во неколку делови, но најголемата е во тоа што таеквондо е веќе олимписки спорт со многу долга традиција. Каратето овие олимписки игри беше како пробен спорт и мислам дека од следните веќе нема да биде. Тоа е главната разлика. Друго е тоа што во таеквондо е фул контактен боречки спорт, значи за да има поени мора да има контакт во телото или во главата, бидејќи кај нас опремате со сензори, на стапалата, на оклопот и на кациките имаме сензори, мора да биде доволно јачината на ударот за да има поени. Тие се некои главни разлики. Мило ми е бидејќи денеска си со нас, затоа што кога одбележуваме Европската недела на спорт, имаме соговорници кои што веќе имаат европски медали, во твојот случај имаме и медал кој што е од Олимпијада. Само меѓу сите тие медали кои што досега ги имаш освоено, што ни недостасува? Што се имаш, а што се немаш? Па имам медали од Балканско првенство, од Медитерански игри, од Европско првенство, од Олимписки игри, но само немам од Светско првенство, зашто тој медал ми останал во колекцијата и се надевам дека веќе од следната година ќе го освојам и тој за да ми биде комплетна колекцијата и секако еден главен медал што ми фали тоа е златен медал од Олимписки игри, што се надевам дека следната година ќе го донесеме тој медал. Се наоѓаме во предолимписка година, имајќи на ум дека идната година се случуваат летните олимписки игри во Париз, 24-та, и во тек си на квалификации токму за тие олимписки игри, и што значи како изгледа предолимписка година на професионален спортист и медалоносец. Предолимписката година можеби е најбитната година за квалификациите, бидејќи таа година веќе се одлучува нормата и првите 5 што ќе бидат на олимписката ранг листа ќе влезат директно на олимписките игри. Останатите што ќе останат треба да одат на квалификации. Оваа година до сега не е најтешка бидејќи претходните олимписки игри нели беа одложени, сега од таа година од тие олимписки игри до следните олимписки игри имаше само 3 години и календарот со надпревари беше многу збиен бидејќи тие надпревари што требаше да одржат во 4 години, они ги ставија во 3 и оваа година ни беше најтешка највеќе ради тоа, бидејќи веќе сега почнуваме со надпревари, скоро секој викенд, секој втор викенд имаме надпревари, но веќе во декември оваа година ќе се знае дали сме фатели нормата директно или ќе треба да останеме на квалификации следната година во февруари. И благодарение на тебе и на Мила, девојката која што во женска категорија на таеквондо исто така медалоносец, таеквондото стана спорт за кој што веќе наголемо се зборува и еден куп млади деца веќе почнуваат да спортуваат таеквондо. Свесни сте за таа мисионерска работа која што ја правите во нашата земја? Така да, благодарение на не само на мене и на Мила, пред се на Македонската таеквондо федерација, има и многу останати други борци кои што се Филип Доевски, на Марија Георгиевска, има исто така јуниори кои што носат медали исто тие од европски првенства, на Марија Георгиевска има медал од светско првенство. Свесни сме дека слободно можеме да кажеме дека сме водечки спорт во Република Македонија. Со оглед на тоа што ќе ги ставиме само резултатите колку имаме постигнато медали од европски првенства, од светско, од олимписки игри. И мислам дека нивото на таеквондо се дигна на највисоко што може, популарноста се зголеми многу, клубовите се полни, има многу поголема побарувачка од претходно што имало, што тоа ни е драго, што тоа го правиме ние, бидејќи ги воведуваме децата во нешто што е добро. А зошто треба да се тренира таеквондо? Јас би кажал дека децата треба да тренираат било каков спорт, но од лично искуство би кажал дека тоа боречки спорт, највеќе таеквондо,
бидејќи пред се ќе бидат поздрави, ќе имат многу поголема самодоверба и со тие препреки што ќе ги научат во текот на тренизите и во борбите ќе научат понатака во животот да се снаоѓаат во било кои пречки да ги имаат, не само за спортот. Дејан, извини само да те прашам, сакав покрај твојот клуб, други некои клубови имаат мајку низ Македонија вака со таеквондо? Па да, највеќето клубови се тука кај нас во Скопје и има еден клуб кој што е во Охрид и моментално во федерација работат на обучување на тренери за да може да отворат и по другите градови. Има побарувачка од некои тренери што сакаат да отворат клубови, но во федерација мислам дека одлучиле тоа да не биде дозволено по било која цена, бидејќи треба да има квалитетен тренер за да може да се отвори клуб, за да има и квалитетни дечки. Ај ти си доста висок, очекувано висок ми дојде. Значи, кажи ми, таеквондото нели е работа со нога, ударите ви се во главном со нога, мислам покрај другото. Кажи ми, ај Стефчо ми рече тоа да те прашаме, како со нога ти 2 метра стигнува, тој е твои што се противниците Па да, повеќето од противниците се исто така високи како мене. Ретко некој да биде понизок, но знаете кога ќе ја дигнат ногата високо, може да многу лесно да стигнат во глава. Така да и мене ми се случило да ме ударат во глава, што тоа не е нешто неочекувано. Вау, значи ти кој ќе дигнеш нога, сакаш да ми кажеш дека имаш 3 метра висина. Па околу 3 метра сигурно. Секоја чест. А кога ги спомнавме ударите, бегаш од удар во битка? Па, Од незгоден удар за да не се повредиш? Не знаете како е, не сме едно повлекување смета назад, второто повлекување веќе ви опомена и со 5 опомени губите рундата, така да не смете многу да се повлекувате назад, но затоа си правиме блок на ударите за да не стигне ударот до сензорот, за да не излезе поен. Ти посакам да си останеш така смирен во духот и се надевам дека ќе те свртиме крупче, ама заедно со златото после Париз 24. Да, и Боже, се надевам јас исто, тоа ќе биде за година дена од сега, баш овој период, дека ќе снимаме уштенска емисија, тоа ќе има веќе златен медал. Светска шампионка, европска финалистка, балкански шампион во боди фитнес. Катерина Попева, колку вежбате за овие медали кои што ги има во вашето студио, а колку вежбате за себе за да изгледате вака како што изгледате? Па тоа е некако поврзано, медалите не се најважно нешто, нели нормално се голем двигател понатака, кога ќе се освои нешто и многу голема сатисфакција. Најпрво вежбам за задоволство, вежбам да покажам на сите дека секој може и повеќе од она што го замислил и после другото се си доаѓа само по себе. Значи за пред себе и најмногу да ги мотивирам луѓето. Кате, кажи ми, колку време ти требаше да направиш една ваква добра фигура? Па повеќе од 20 години работа. Повеќе од 20 години работа? Не е така лесно. Кој бе не е лесно? Гледај се, мене ќе ми треба година дена за да бидам новиот Аполон во Охрид. Гледај, пазите, баркајте работа. Додека Стредо се спрема на плажа за идната сезона, мене ме интересира почетокот на приказната. Како влезе во бодибилдинг светот и што беше мотивацијата? Пред се, најраните вежбачки денови кога сум почела со фитнес, сум вежбала со големи професионалци кои во тоа време се надпреварувале и секогаш ми било тоа многу интересно. Сум ги пратела од најмала возраст, Арнолд Шварценегер и сите тие такмичари на Олимпија кои што такмичеле, тоа ми било фасцинантно. Меѓутоа не сум била доволно зрела и само сум го пратела тој пат. Кога сум дошла до некоја, не знам, како да кажам, посоодветна возраст, кога сум била малку посвесна за тоа, почнав повеќе да се интересирам попрофесионално и пред 10 години решив, ета не многу млада, да речам на свој 30 години, решив дека сакам да се надпреварувам. А кои се граници на твоето тело и дали ги имаш постигнато кога станува збор за тој надпреварувачки дел? Или дали и што е значајно кога одиш на надпревари, кога треба да ги направиш тие софистицирани движења на самата сцена? Така, значи, ние се надпреваруваме во категории, секоја категорија си носи своја рамка, конкретно мојата категорија бара, нели, поизразени рамене и грб, тесен струк, седа е вретенесто, седа си е на своје место, да не излага од пропорции и нели длабока сепарација на мускулите која што се постигнува нели пред самиот крај
која што е реално изводлива повеќе са на сцена. Во текот на годината малку поразлично се изгледа од тоа. Што е доста во зависност од тоа што се бара. Значи ние работиме цело време да ги покриеме сите, секој има несовршености на телото. Значи секако треба да имаш некоја генетика за да можеш да се надпревараш добра генетика, меѓутоа генетиката не е пресудна, можеш све да промениш, дури нешто што ќе кажат некој па се ова е коска, да, ќе го прикриеш со некој друг поубав дел и со тоа позирање ние што викаме. Една голема визија и уметност за мене, значи многу интересен спорт, не знам дали сте имале прилика да гледате надпревар. Сега ќе имаме неколку меѓународни тука и баш бива поканила да видите како се тоа изгледа. Кога те слушам дека за ова зборуваш на ниво на уметност, не ми излегува од глава дека ти во суштина си моден дизајнер според професијата и човек кој што се бави со фини нешта во една друга насока, тотално се го однеси собственото тело, но и професионалните визии како тренер по бодибилдинг. Секогаш кога сум разговарала со некој на оваа тема, сите викаат две комплетно различни професии, меѓутоа јас не ги гледам така, мене ми се многу блиски, бидејќи се работи на изгледот на како изгледаш на телото. Конкретно во модниот дизајн, сите дизајнери доаѓаат до некој совршен лук, до некој совршен изглед, што луѓето викаат, леле, ова е нереално колку добро изгледа. Така истото и со ова. Значи, потенцијалот за бодибилдинг во Македонија е навистина плоден и треба да се развива. Апсолутно е плоден и мислам дека се повеќе и повеќе оди во нагорна линија, на едно повисоко ниво. Нашава федерација почна да прави сериозни настани тука, како што кажав, нели, од европски, од светски размери, купови кои што се многу добро организирани. Балканското првенство беше оваа година организирано кај нас. Буквално цел Балкан беше тука во Македонија. Со тоа се поврзе Европскиот куп, Херкулес, Diamond куп, кој што се надпреварувачи од цел свет, елитни имиња кои што биле светски европски шампиони, а ние стоиме рамо до рамо со нив и ги организираме тие настани. Кажи, Стефче. Што пришвате предно? И што ја работам нешто низ дома. Супер. Да. Слушај, Ја реков да. за 5 минути Добро. и испањам. Ајде кафе да пиеме да се смирим. Ајде бе, важи, за 5 минути. Па јас се спремен за 5 минути и слегувам и тргам. Абе, јас и побрз ќе бидам, ајде. Ајде, важи, се гледаме. Ајде, се чекам доле. Ајде, важи, ајде, чао. Како 5 минути, бе. Жана! Жана! Дај донеси од тоа кесето со златна мешавина, оставам на колена, ти се треба за 5 минути да излезам со Стефче на кафе. И без магнезиум ќе поминам.